Денеска, возлюбени во Господа, браќа и сестри, дојдовме овде во ова света обител, не собра Господ да ги прославиме неговите апостоли, кои што црквата ги чествува со епитетот првоврховни. Овие двајца апостоли, светите Петар и Павле, се истакнале повеќе од другите апостоли и црквата затоа со право ги чествува како првоврховни. Меѓутоа, знаејќи го житието на овие двајца апостоли, може некој да се запраша зошто токму овие двајца апостоли црквата ги чествува со таков епитет, кога знаеме дека и двајцата имале моменти во животот кога не биле на висината на задачата која што Христос им ја доверил. Едниот пред да го познае Бога, светиот апостол Павле, а другиот како еден од првите повикани апостоли на службата, и тој во еден момент се соблазнил, дури и се откажал од Христа. Немаме таков податок за другите апостоли, дека некој на тој начин со збор се откажал од Христа. Кога Христос бил распнат, знаеме дека апостолите се разбегале. Но дека некој со збор се одрекол од Христа, како светиот апостол Петар, немаме за друг апостол таков податок. А за светиот апостол Петар имаме. И тоа е запишано во Евангелието, и некој може да се посомнева дека некоја грешка може би се провлекла, па црквата го чествува овој свет апостол за првоврховен. Меѓутоа, овие двајца апостоли се и сведоци на Божјата безгранична љубов и милост, на големото нивно покаяние кое што го покажале во својот живот. Значи, она што Христос го проповедаше дека поголема радост настанува на небесата кога еден грешник се кае, отколку за 1000 праведници кои немаат потреба од каење, токму се исполнува врз овие двајца апостоли. Знаеме дека светиот апостол Петар од страв се откажал од Христа. И тоа Христос му го прорече на тајната вечера, кога им кажуваше дека вечерва ќе биде предаден на луѓе, да биде затворан, да биде тепан, да биде распнат, и дека сите апостоли ќе се соблазнат и ќе се разбегаат. А светиот апостол Петар во тој момент пред сите изјавил дека дури и сите да се соблазнат и да избегат, тој никогаш нема да се одрече од Христа. И неколку пати пред тоа, светиот апостол Петар ја исповедал цврстата вера во Бога. Затоа и Христос прво на него му кажал: ти си Петар, кифа, камен, и на тој камен ќе изградам црквата своја. Но ете, во даден момент, по слабост човечка, како што му прорече Христос, дека 3 пати ќе се одрече од него додека не запее петел, односно до утрото, значи 3 пати ќе се одрече од Христа. И така и стана. Стравот да не биде и тој уапсен пред фарисеите кои сака да го распнат Христа, се откажа кога 3 пати му беше посочено дека и тој
бил заедно со Христос, овој со збор и со клетва дури рекол не го познавам човекот. И навистина потоа Петел запеал и светиот апостол Петар се присетил на Христовите зборови и вели евангелистот излезе надвор и плачеше горко. Ете тоа покаяние кое го доживел светиот апостол Петар, Христос после воскресението сакал да го обзнани пред сите. Како што читавме во денешното Евангелие, Христос со трикратното прашување: Петре, дали ме љубиш? И со потврдниот одговор сакал да покаже пред сите дека светиот апостол Петар, иако се одрекол од Христа, преку покајанието повторно беше вратен во редот на апостолите и не само тоа, туку заради таквото големо покаяние црквата го чествува како првоврховен. А пак светиот апостол Павле, кој претходно ги гонел христијаните и се нарекувал Савле, ги гонел насекаде и бил познат како голем гонител на сите христијани, на патот до Дамаск, каде што исто одел да ги гони христијаните. Доживеал видение од Бога. Силна светлина го заслепила и останал слеп и чул глас кој што му вели: Савле, Савле, зошто ме гониш? А зборовите на светиот апостол Павле клекнат на колена, не знаејќи кој му зборува и не можејќи ништо да види. Прашал: кој си ти, Господи? А Христос му вели: јас сум Христос кого ти го гониш. И тогаш доживеал големо покаяние светиот апостол Павле и по некое време очите му се отвориле кога бил крстен и станал најголем сад на благодатта Божја која се излева врз луѓето, најголем проповедник на Христовото учење и на Христос како нашиот Бог и Спасител. Како што и сам вели во едно послание: јас не сум достоен да се наречам апостол Христов. Апостол од грчки во превод на наше значи пратеник. Значи, оние апостолите се пратени од Христа да го проповедаат христијанството. И вели светиот апостол Павле: не сум достоен да се наречам апостол затоа што ја гонев црквата Божја. Но вели со Божја помош се потрудив повеќе од сите нив, од сите апостоли кои биле на почетокот со Христос. Затоа денеска е и Петров ден и Павлов ден. Знам дека во народот постои таа пракса денешниот ден да се нарекува Петров ден, а утрешниот да се нарекува Павлов ден. Но денеска се слават и светиот апостол Петар и светиот апостол Павле. А пак утре е собор на 12 апостоли. Сите 12 апостоли, вклучувајќи го тука и светиот апостол Павле, кој не припаѓа на 12 апостоли, затоа што не бил од почетокот со нив. Меѓутоа црквата го вбројува во тој собор, во утрешниот собор кој го празнуваме заедно со 12 апостоли и светиот апостол Павле. Гледате каква е милоста Господова, драги браќа и сестри. Од дното на постоењето човечко може да го извади човека, од пеколот го ослободува ако искрено
pристапува човек и се кае. Ако го љуби Господа, како што тоа го исповеда светиот апостол Петар, да, Господи, ти знаеш дека те сакам, му одговори. И кога по трет пат вели го праша, Петре, ме сакаш ли? Се нажали, вели евангелистот светиот апостол Петар, затоа што разбра тогаш дека му е поставено 3 пати прашањето, затоа што 3 пати се одрекол од Христа. И со солзи во очите му одговорил на Христа, да, Господи, ти се знаеш, ти знаеш дека те сакам. Тоа е одговорот кој Господ го очекува, браќа и сестри. Одговорот кој секој од нас треба да му го каже на Господа, без разлика колку сме грешни и слаби, острастени како луѓе. Господ од нас бара да го љубиме. А слабостите наши, Господ има моќ да ги поправи. Но не без наша волја, секако. Не без наш труд, макар и најмал труд. А тој труд е токму и ова што го правиме денеска. Се собираме на света литургија. И секој според своите сили и според благословот што го има, да пости, да се исповеда, да се моли и дома, но најважно од се, овде да се собираме во храмот, на литургија, каде што го вкусуваме самиот Господ, оној кој што го љубиме највеќе. Забележавте сигурно, Христос му вели на светиот апостол Петар, Петре, дали ме љубиш повеќе од колку овие овде собрани, мислејќи на другите апостоли? Може би некој ќе се навреди да рече сега зошто да биде некој повеќе љубен од другите. Меѓутоа, како што и вчера на вечерната, нашиот домаќин, почитуваниот високо преосвештен митрополит Крушевски Демирхисарски Јован спомна, ако идентитетот наш правенствено ни биде верскиот идентитет, односно она што е највеќе потребно, тоест Христос, тогаш сите други идентитети и работи во животот ќе бидат подредени на свое место. И затоа Петар го разбра тоа. И затоа го кажа, Господи, ти се знаеш, го знаеш срцето мое, ти знаеш дека те сакам. И Господ ги знае срцата наши повеќе од колку ние што се познаваме. Затоа што Господ не гледа од озгора, како што многумина мисла дека Господ е далеку некаде на небесата и од озгора сите не гледа. Тој не гледа однатре. Однатре од нас. Тој повеќе нас не познава од колку ние себе си што се познаваме. И знае за нашите слабости, знае колку можеме да се бориме и знае колку можеме да се избориме. И затоа секогаш е тука да ни помогне. Но потребно е ние да ја побараме таа помош, затоа што никогаш нема да насилствува Господ над нашето битие и да ни ја укине слободата со тоа што насила ќе ни помага и насила ќе не спаси. Нема тоа да го направи. И секојдневно не прашува Господ, како што го праша светиот апостол Петар, ме љубиш ли? Секојдневно ни го поставува Господ тоа прашање. Ако се отвориме кон Господа и ако одговориме како што одговори светиот апостол Петар, тогаш Господ поголемиот дел од патот ќе го изводи, за да не спаси. Потребно е само нашата слободна волја да ја усогласиме со Божјата волја, а тоа е да бидеме спасени и да го наследиме Царството Небесно.
Та заради тоа и не создаде Господ, да учествуваме во неговата љубов и во неговата слава, затоа што Господ не е себичен. Тоа е љубов. И таа љубов ја излева врз сите нас, врз сите созданија. Токму заради нас слезе, затоа што како создадени битија, имајќи почеток, се подразбира дека имаме и крај. Но Господ дојде да направи нашето битие да нема крај. Да се соедини со нас, со создадената природа, за да ја направи вечна. Ете таков Бог имаме. Бог кој љуби неизмерно и безрезервно, без разлика на нашата грешност. Но нема никогаш да посегне по нашата слобода и насила да не спаси. Овде, во оваа света обител, вчера видов многу луѓе и се израдував многу. И дај Боже уште повеќе да доаѓаат. Меѓутоа, мојата желба, молитвена е, сите тие луѓе што беа вчера дојдени, сега да беа овде, на литургија. Затоа што празникот почнува само со вечерната богослужба, но продолжува со литургијата и се крунисува прославата со соединувањето со Христа, кога на крајот од ова литургија ќе се причестиме со едното и единствено спасоносно тело и крв Христови. Затоа, возлюбени во Господа, браќа и сестри, и вие бидете апостоли и проповедајте што е потребно секаде каде што ќе стигнете. Дека е потребно правилно да се чествува празникот. Имате навистина големи пред Бога молитвеници и застапници во овој крај, светите првоврховни апостоли Петар и Павле. И тоа треба да го цените. Тие се на сите нас заштитници, но пред се на оние кои што овде подигнале манастир во нивна чест. И затоа бидете и вие апостоли, пратеници Господови. Проповедајте дека треба овде да се собираме на литургија за празникот, а и секоја недела и секој друг празник онаму каде што живееме, да се собираме на света литургија, да се причестуваме со едното тело и крв Христови и да станеме на тој начин. И единствено така можеме да станеме вечни битија. Поинаку невозможно е. Смртта ќе не сотре ако не бидеме заедно со воскреснатиот Христос. Во неговото тело е потребно да бидеме. И тоа овде се случува. Нека благодата Божја биде на сите вас, возлюбени во Господа, браќа и сестри, по молитвите на светите првоврховни апостоли Петар и Павле. И дај Боже, во иднина се повеќе и повеќе луѓе да доаѓаат во оваа света обител, која на голема радост се повеќе и повеќе се украсува, и така и треба благодарение на Отец Тони, кој што се трудел сиве овие години изминати и се уште се труди, ете, да се фреско живописа храмот и да се уреди уште повеќе, но благодарение секако и на сите вас кои сте му помогнале во таа мисија, но правенствено имајте го предвид ова дека литургијата е централниот настан во животот на секој од нас кој што веруваме во Бога. Милоста Господова нека биде на сите вас по неговата благодат и човеколюбие, сега и секогаш и во вековите на вековите.